Македонија е далеко позади запирката во снабдување со газ и можностите на овие големи концерни, но Македонија има друг проблем. Македонија има цевка. Македонија има газ. До 1997 година е изграден гасоводот од Бугарија, кој што преку Крива Паланка, Куманово и Скопје е стигнат, ќе повторам, 1997 година и е со капацитет од 800 милиони метри кубни. Со мало појачување на компресорот на бугарската страна, би можело да достигне до 1.200.000.000 метри кубни. Значи, ние имаме гасовод, ние имаме газ. Што е проблемот? Тој гасовод, верувале или не, до ден денес максимално е искористен 15%. Значи, не е искористен постоечкиот гасовод и за мене дури е префорсирана темата за изградба на нов приклучок, затоа што ние овој постоечкиот го немаме искористено. А јас би дал приоритет на изградбата на дистрибутивни мрежи во државата за да го потрошиме гасот што веќе го имаме. Е сега, кога се збори за приклучок и за нова линија од Јужен Тек, има аргументи и за и против. Ќе кажам еден. Се работи за издобавувач што ќе носи газ од две страни. Која би била овде конкуренцијата? Јас би препорачал, а тоа беше и искуство препорака која се донесе на овие дебати, да се земе и приклучок Македонија да склучи договор, ако веќе не е касно, со ТАП, ќе повторам, тоа е гасоводот што доаѓа од Азербејџан, Турција, Грција, Албанија, оди према Црна Гора и еден крак ќе оди за Италија. Значи, ќе офати цело наше окружување, а ние да не побараме приклучок и од таа страна, мислам дека би било погубно за Македонија, бидејќи, ќе повторам, би имале избор. И третата алтернатива е преку LNG терминалите што веќе се градат и тука најголем финансиер се јавуваат америчките компании кои се најзаинтересирани на тој начин да ја снабдеваат Европа, а моментално исто така Катар знам дека има огромни количини на LNG терминали и газ, а нашата држава, сведоци сме, веќе разменува доста соработки со Катар, би можело и на таа тема да се разговара и да се мисли. Значи, на Македонија е приоритет внатрешна дистрибутивна мрежа. Додека да се направи таа внатрешна дистрибутивна мрежа, ќе помине доста време, дејќи не е тоа така едноставно, и тука беше посочено сите да го почитуваат примерот на Струмица, каде што бев посебно горд, бидејќи процедурата за самата документација и за изградба на секундарна мрежа во градовите трае со години. Во некои градови може утре да дојде еве првата фаза што треба да дојде од Куманово до Штип, до Ковадарци, што кога ќе дојде цевката ако тие немаат внатрешна мрежа. А внатрешна мрежа да се направат проекти, да се направат физибилити студии, да се изгради таа мрежа, ќе поминат години. Ние за овие 3 години изградивме 20 км мрежа. Следните 3-4 години, кога најрано би можела да дојде националната цевка, ние би можеле да стигнеме, доколку имаме финансиски средства, бидејќи сами се финансираме без никаква помош, ние би можеле да дојдеме до 40-50 км, што би било огромен бенефит за оваа општина. А после тоа, приклучокот е најмала работа. Нека дојде националниот гасовод до пред Струмица, приклучокот, верувајте, е еден бајпас од 30 метри, што многу лесно ќе профункционира. Но ќе повторам, проблемот на Македонија е да се прави внатрешна мрежа. И посебно чест ми направи кога видов физибилити студијата што беше презентирана вчера во Конрад Аденауер. Физибилити студија што беше правена преку Министерство за транспорт и врски, некои делови од Македонија, значи вториот и третиот регион, така беше од нив посочено, така ја ви пренесувам, ќе се користи принципот на компресирање на газ по примерот на Струмица. Значи, Струмица е земена како пример како тоа може да функционира. Бидејќи самиот град, од кој ќе се направи таа секундарна мрежа, он ви кажува колкова е неговата потрошувачка и многу полесно би било планирањето на дистрибутивните мрежи што ќе одат од град до град. А додека тие да се изградат,
со една компресорска станица што би се ставила централно, пример, ставите една централна станица, како што видов на нивниот проект кај Кавадарци, можете многу лесно да го снабдевате Приле, Битола, додека да се изгради гасоводот до нив. Значи, пак ќе повторам, Струмица беше посочена како позитивен пример како тоа може да се решава и како тоа може да се прави. На што бев посебно горд и тука беше побарано од нас да ги презентираме нашите искуства, ги споделивме нашите искуства, им рековме што направивме, како направивме. Не пофалија дека ќе влеземе во историјата на Македонија како општина што за прв пат е системски гасифицирана и што првото домакинство во Македонија е приклучено во Струмица. Пред тоа имаше за капацитетите како што се училиште, школите и во Куманово приклучени, меѓутоа домакинство прво е приклучено во Струмица. И тие позитивни примери беа дискутирани, беа разговарани, имаше прашања во кој поглед треба да се оди, како треба да се оди, но се отиде до веќе по експлицитни прашања на тема, например, како би се решавало проблемот со земјоделието, со оранжериите, дали тие се заинтересирани за гасификација. Јас кога им реков, ти бе фрапирани дека од една оранжерија што се загрева, троши од 500 до 600 кубика дрва за една сезона, тие беа фрапирани зошто тоа се дозволува. Тоа се некои други теми кај што некој друг треба за тоа да збори, но таа е ситуацијата. Но за земјоделието има многу интересни сегменти, но тука треба институциите и помоќните компании да се заинтересираат и да овозможат. Имено тоа е со когенерацијата, само накратко ќе ви кажам, тоа е еден когенератор што работи на газ, произведува струја, а има нус продукт 500 степена топол воздух. Значи, тој топол воздух, претворен во топла вода, може да ги грее оранжериите. Но тоа е нешто што во иднина, верувам, ќе дојде и ќе ги спаси струмичките шуми, а ќе им помогне на земјоделците, бидејќи кога би се грееле на газ, не треба ни да седат таму цела вечер, нити да редат дрва, само се наместат термостатот на колкото е потребно, пример 16, 17, 18 степена и се оди си тера друга работа. Но тоа е нешто што ќе се одвива во иднината, а пак ќе повторам, Струмица многу спремно ќе ја дочека таа иднина. И луѓето што ќе продолжат со оваа работа наредните години, спремно ќе може да дочекат, а граѓаните нема да треба да чекаат тоа што ќе го чекаат другите градови. Ќе повторам, во моментот кога ќе дојде со многу едноставна процедура, ќе се направи тој байпас, тој приклучок. Но ние не мора да бидеме зависни од тоа. Нашиот систем дозволува, доколку најдеме поевтин газ во Грција, се земе од Грција, доколку најдеме поевтин газ во Бугарија, земе од Бугарија. Значи, можеме и да се приклучиме, но можеме преку нашиот систем да бидеме и независни, да можеме да купуваме газ на слободниот пазар.